Крводарителството е еден од најхуманите начини на помагање, па токму по тој повод решивме да направиме едно вклучување, токму за тоа и да дознаеме што се е потребно и кои се основни критериуми за да се биде крводарител, но исто така и на некој начин да ја подигнеме свесноста за важноста од самото крводарување. Повеќе детали во однос на оваа тема, ово утро говориме со Александра Валкановска. Најпрво ќе прашам колку е потребно самото дарување на крв и како функционира системот за нејзино обезбедување. Добро утро за вас, добро утро за гледачите. Навистина убава тема, крводарителството секогаш актуелна тема, препознатливо обележи и за Црвениот крст, меѓутоа и кога зборуваме за хуманна солидарност, таа емпатија која што постои меѓу народите, меѓу граѓаните, навистина важно крводарителството. Секогаш потребно и во итни ситуации, меѓутоа и ситуации кои што бараат едно функционирање на клиничкиот систем за болните, повредените, пациентите, сите оние кои што имаат потреба од крв, крвни продукти, велиме дека крводарителството е многу важно. Тоа е еден процес кој што бара континуитет, кој што бара постојана мотивација на дарителите, работа на терен, организација на крводарителски акции, промоција на истото помеѓу младите, возрастните, средновечната популација, затоа што велиме дека тоа е единствениот лек кој што не може да се купи во аптека или да се набави тогаш кога е потребен, туку секогаш треба да има доволни количини на крв, крвни продукти и секогаш крвта всушност треба да ги чека болните, повредените, пациентите, за да едноставно се даде онаму каде што е потребна. Така што прашањето би го одговорила на едноставен начин дека крводарителството е навистина многу важна гранка и во медицината, меѓутоа и во општеството, во заедницата, затоа што само тоа всушност покажува колку луѓето треба да бидат емпатични во случај на незгода или во случај на потреба кога навистина болничките системи имаат потреба од свежа крв или пак крвни продукти. Токму на овој ќе се надоврзам, дали во време на ваква трагедија која што ја зафати Македонија е потребна крв и дали треба да ги охрабриме граѓаните да даруваат крв? Ги следиме постојано насоките од Институтот за трансфузиона медицина, бидејќи сепак количините, односно резервите на крв од сите крвни групи доаѓаат од нивна страна. Она што во моментот е официјално соопштение, истото е споделено преку средствата за јавно информирање, е дека за среќа има доволно количини на крв, крвни продукти од сите крвни групи, така што граѓаните нема потреба да се организираат на вонредни крводарителски акции или да организираат крводарителски акции кои што се надвор од календарот, оној оперативен план кој што Црвениот крст и Институтот за трансфузиона медицина веќе ги има зацртано за овој период од годината. Така што да, оние кои што редовно треба да даруваат крв или сакаат да даруваат крв или оние закажани крводарителски акции, ги охрабруваме да се случуваат со оној интензитет, односно онаа бројка која што е планирана. Меѓутоа засега да нема организирање на вонредни акции, бидејќи сепак крвта е жива материја и таа има одреден рок и таа треба да се даде во одреден рок, така што количините на крв од сите крвни групи, дали се тоа позитивни или негативни, се доволни и во моментот се во согласно со потребите на здравствениот систем во нашата држава. Моментално се доволни и нема потреба од дарување на крв дополнително, но генерално ќе прашам дали има некоја крвна група која што е најмногу потребна? Прашањето се однесува на крвната група всушност која што е најпотребна. Секогаш велиме дека крвната група на некој што чека, односно дали е позитивна, негативна, без разлика дали е ретка или што велиме крвна група која што е честа, сепак е таа најпотребна. Важно е да има доволни количини резерви од сите крвни групи, меѓутоа ако имаме нешто што значи невообичаен тек или некое поместување од она нормална, да речеме, рутина која што значеше нели досега, тогаш се мобилизираат и дополнителни фондови и дополнителни крвни групи, односно се прават апели во моментов како што споменав нема, количините се подеднако застапени од сите крвни групи, меѓутоа е важно дарителите да бидат свесни дека всушност секоја крвна група е важна, затоа што никогаш не знаеме која ќе потреба, односно не знаеме во каква состојба ќе биде пациентот на кој што му треба некоја одредена група. Дали може секој да биде дарител? Кои се оние основни критериуми кои што треба да ги поседуваме за да даруваме крв? Многу едноставно да се почне од желбата, од мотивацијата да се биде хуман, да се биде солидарен, да се биде тука да се помогнува на она на каде што е навистина потребно. Крводарител може да биде секој, млада личност, повозрасна, сепак има некои критериуми кои што ги одредува лекарот од Институтот за трансфузија како партнер во оваа гранка, во оваа дејност, така што најнапред се започнува со медицински преглед, со пополнување на еден прашалник, нормално оние основни параметри што значи нели крвната слика, односно не носење како што прашуваат дарителите, туку на самото место каде што ќе се врши крводарителската акција се проверува
И секако многу е важно да не се загрози здравјето на дарителот, бидејќи дарителите не се пациенти, тие се навистина здрави личности кои што прават еден убав, еден хуман гест и многу е важно да бидат свесни дека и тие прават нешто добро и треба да останат во добра здравствена состојба, да може нивната крв да спаси живот, да биде добра, потоа нели истата ќе се процесира, ќе се распределат елементите кои што се потребни. Меѓутоа секој може да биде крводарител, чино трае не повеќе од половина час, е дел од животната рутина, ние велиме. Тоа го знаат најдобро постојаните крводарители кои што даруваат крв постојано, кои што се дел од нашето големо семејство хуманисти крводарители, така што нема наистина некоја посебна подготовка, освен еден лесен појадок како е вака наутро, како што е денешното вклучување или во текот на денот. Дали постојат некои придобивки од самата примена на тој хуман гест, односно од дарувањето на крв? Секогаш велиме дека треба да бидат свесни дарителите, односно сите граѓани, дека всушност очекувањата не се дека тоа е, не знам, чин кој што треба да донесе материјално добро или нешто слично. Чинот се поврзува повторно, ќе споменам, со хуманоста, со солидарноста. Многу пати се докажало дека крвта спасува живот. И тоа е факт, тоа е нешто што е вистина, нешто што е навистина така како што функционира во целиот свет, па и кај нас. Затоа ги обрабруваме и дарителите, меѓутоа и целиот систем, дека всушност крводарителството треба да биде 100% анонимно и доброволно. Што значи дека тој принцип за доброволност на дарување крв го негуваме затоа што тоа е начинот да добиеме и најдобра, односно најсвежа крв, меѓутоа и најбезбедна крв. Да не е мотивирана од никаква друга причина, освен од тоа чувство на хуманост, солидарност, алтруизам и едноставно помагање онам каде што е потребно. Самиот крај ќе прашам, освен тоа што нели тоа е хуман гест, разбира и спасува животи, многу луѓе кои што сакаат да помогнат, имаат некој страф, имаат фобија од самото дарување на крв. Иако целиот разговор верувам дека беше некој апел до нив, сепак на самиот крај уште еднаш да појасниме како да го изгубат тој страф. Нема формула, нема начин, меѓутоа од искуството, односно она што го слушаме, многу често и луѓето кои што имале страв, фобија, на еден начин најчесто одиглат од самиот процес дека нели ќе се случи нешто, ќе паднам во несвест по дарувањето или така натаму. Има некои пресвртници во животот кои што најчесто поврзани со некој близок или пак потреби од крв, крвни продукти во обкружувањето на потенцијалните дарители, кои што ги поттикнале дека не треба да има страв, туку едноставно да се водиме од чувството на оној на кој што му е потребна крвта, да се размислува за примателот на крвта пред се на оној кој што навистина има таква потреба отколку на самите себе си. Секако најважно да не се загрозува сопственото здравје, затоа е тука лекарот, ќе го провери истото. И едноставно таа желба, тој момент кога ќе дојде доаѓа, а ние ги охрабруваме и помладите генерации, бидејќи многу често апелираме дека во Македонија дарителите се средновечна популација, те навистина стариат луѓето и тоа е нормален процес. Секогаш е важно да имаме млади дарители, да се поттикнуваат младите да станат дел од тоа големо хумано семејство дарители, да бидат хумани, солидарни, едноставно да го препознат крводарителството како дел од сопствената животна рутина. Се надеваме дека се повеќе и повеќе ќе има млади кои што ќе бидат хумани и ќе помагаат оној кој што има најмногу потреба од помош. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам, навистина се жални околностите во кои што се случува сето ова во нашето обкружување. 17 март, тоа е вчерашниот дел, во Македонија го одбележуваме како ден на крводарителството. Дозволете да им честитам на сите крводарители за она што го прават за нивниот хуман гест и што спасуваат секојдневно животи. Се надеваме дека немилите настани ќе останат зад нас, иако трагите спомените за жал ќе живеат долго. Меѓутоа, дарителите се тие кои што се така светла точка, кои што навистина прават хуман гест, еден добар гест и кои што никогаш не смееме да ги потцениме или заборавиме и во добрите, меѓутоа и во лошите моменти. Благодарам уште еднаш. Дадовме акцент на една важна тема, односно крводарувањето, кое е хуман гест и може да спаси живот, самото дарување на крв. Тоа беше Александра Валкановска, мојата денешна гостинка, која на некој начин навистина даде повеќе детали и убави детали, корисни информации во однос на оваа тематика.